Предмет на сегашната дискусија е како да подготвиме успешна апликација до Европски суд за човекови права. Колешката Ќосева, иначе да ја пофалам, учествуваше на надпревар пред Мут Корт. Тоа е такмичење на ранг на факултети од бившите држави што произлегоја од поранешна Југославија. Има квалификации и дури после се продолжува надпреварувањето на ниво на европски такмичења. И колешката Ќосева беше во една многу добра екипа, јас бев таму арбитар, многу успешно, многу стручно презентира ја случај, кај што на тие надпревари екипата истиот случај го презентира и од страна на апликанти и од страна на државата. И многу е важно да се пренамени кандидатите да се прешалтуваат од една улога во друга, значи тоа укажува на една спремност да се представат аргументите и од едната страна и од другата страна во најдобро светло. За една апликација да биде поднесена пред суд за човекови права, треба да се запазат определени критериуми. На овој телоп тие се поделени во неколку групи. Првата група е процедурални основи, втората група е основи поврзани со надлежноста на Европскиот суд и треба да се внимава на недопуштеност поради суштината. Процедуралните основи за недопуштеност, самиот термин укажува дека се тие идентични за сите апликации, без разлика на видот на спорот, на видот на материјата, без разлика на карактерот на апликантот или кој е противник од државата. Главен основ за недопуштеност би бил доколку не се искористени правните лекови во домашното законодавство. А кои би биле правните лекови? Некој од оваа страна ќе ми каже кои правни лекови. Правото на жалба. Добро. Редовен правен лек. Дали покрај редовен правен лек сте чули за некој вонреден правен лек? Ревизија како... Да. Во која постапка? Браво. Значи, под правни лекови се разбираат редовни и вонредни. Мора да се искористени за да биде апликацијата допуштена. Кога сме кај правните лекови, Европската конвенција ги зема во предвид оние правни лекови кои што се ефикасни и од кои што би можело да се очекува дека странката би можела да го оствари своето право во рамките на националното законодавство и националната држава. Пример за ефикасни правни лекови се во секој случај жалба, која што постои и во управна, и во граѓанска, и во кривична постапка. Меѓутоа, Европската конвенција смета дека и ревизијата, иако е вонреден правен лек во граѓанска постапка, го смета за ефикасен правен лек, бидејќи процентот на уважени ревизии дава за право да се смета да е тоа ефикасен лек, така да и тој правен лек може да се сочека, за да се чека исходот, па од тука да тече рокот за поднесување на апликацијата. За сега рокот е 6 месеци. Тоа значи 6 месеци од денот кога странката ја примила одлуката со која што е одлучено по правниот лек кој што го поднела. Значи, ако поднела жалба,
мерењето на роковите е исто така многу важно и се испостави многу важно во еден последен случај што го работевме, кога повисокиот суд, апелациониот суд одлучува по жалба, тој може да одлучи денес, значи на 25 септември. Меѓутоа таа одлука по жалба има малу административен пат како ќе стигне до нас и кога. Тие што работат во суд веројатно знаат дека апелациониот суд прво не одлучува истиот ден кога седнале судиите да дебатираат, туку седнале денес и го носи денешниот датум. Меѓутоа некој ја изготвил одлуката после 2 недели и пак не се доставува одлуката директно на странките, туку се враќа целиот предмет до првостепениот суд. Првостепениот суд исто така има своји процедури како тоа го прави преку писарницата, па судот прво дава резолуција, па дава во писарницата, па писарницата изготвува копии, па составуваат доставници и доставната служба ги доставува одлуките на странките. Релевантен за рокот за поднесување на апликација до Европски суд за човекови права е денот кога до странката или до нејзиниот полномошник стига одлука со која што е одлучено по правниот лек. Сега, кога странката или нејзиниот полномошник ја прима одлуката, тој подпишува доставница. Тој или таа подпишува доставница на која што пишува датум кога е одлуката примена. Од тој рок почнува да тече рокот што е преклузивен од 6 месеци. Кога последниот пат поднесовме апликација, странките од прилика ни кажаа кога ја примиле одлуката, меѓутоа ние немавме писмен доказ за тоа. Во последно време, веројатно соочени со поголемиот прилив на предмети, мислам дека станува практичен проблем како да докажеме кога е примена одлуката. Значи, легален начин за тоа би бил да се бара фотокопија од писарницата, од доставницата на која што е подпишан датумот на прием и така ние го докажуваме рокот, бидејќи Европскиот суд за човекови права едноставно тој не истражува сам ништо, туку одлучува врз она што ќе му доставиме. Посебно е ова важно ако сме во цајтнот со рокот. Например, може да се деси да странка дојде кај нас, а ние не сме ја застапувале и бара да ја поднесеме апликација. И се ако сме ние сега во септември, странката може да рече дека пресудата е примиле во април или мај, меѓутоа на пресудата има датум од февруари. И се ние сме очигледно во потреба да го докажеме датумот. Кога пресудата би имало датум од месец март, например, или април, од април до септември има 5 месеци и рокот го фаќаме секако, без разлика кога сме ја примили. Меѓутоа, ако на одлуката има датум од февруари, веќе треба да ни се појави аларм, треба ние да докажеме дека таа одлука што носи датум од февруари, дека странката ја примила во април. Ако ова звучи малу како техничка аргументација, меѓутоа во еден случај наш ни ја отфрлија апликацијата бидејќи очигледно имаше со датумите дилема и едноставно судот не сака да влегува во таква истрага да докажува, така да бидеме внимателни и по ова прашање. Следната процедурална основа за недопуштеност е дека апликацијата мора секогаш да биде подпишана и да има апликацијата да има подносител со име, презиме на физичко лице или со назив на правно лице. Без подносител со своји генералии, таа ќе биде отфрлена како недопуштена поради анонимност. Основ за недопуштеност е ако апликацијата е идентична
или слична со некоја веќе пресудена работа. И апликацијата ќе биде недопуштена ако очигледно представува злоупотреба на правото на апликантот, за кој што пример може да ќе кажеме понатака. Обично станува збор за некои минорни повреди, кај што некој поднесува апликација од инает или за некоја мала работа, и тоа судот оправдано не го смета за сериозна апликација и го смета за злоупотреба на правото. Надлежност. Европската конвенција, Европскиот суд за човекови права е надлежен по принципот на рационе персоне, кај што тужена страна може да биде држава, само држава членка на држава која што ја потпишала Конвенцијата за човекови права, и тоа е начин на кој што таа определила да одлучува само за државите потписнички. Значи, пред Европски суд за човекови права не можеме да тужиме држава која не ја потпишала Конвенцијата. Рационе локи значи дека повредата треба да настанала, или последиците од повредата да настанале на територија на држава членка потписничка на Конвенцијата, бидејќи таа држава е потписник на Конвенцијата и тука би требало да настане неправото за кое што апликантот сака да бара правна заштита. Принципот рационе темпорис укажува на иако претходните два случаи се исполнети, може по принципот рационе темпорис апликацијата да биде недопуштена. Значи, може да биде државата членка потписничка, може да е на нејзина територија направена повредата, меѓутоа, согласно принципот на рационе темпорис, се гледа кога државата е потпишала Конвенцијата, бидејќи за повредите настанати пред потпишување на Конвенцијата, државата не одговара. И по тој принцип се отфрла апликацијата. Тоа за Македонија веќе е ирелевантно, бидејќи нашата држава Конвенцијата ја ратификува пред едно 18 години, така да веќе тој критериум е запазен. Рационе материја е критериум според кој што Европската конвенција штити само определени права, не ги штити сите права. Сите граѓански права не ги штити. Државите членки се договориле да ги штитат само оние права кои што се наброени во текстот на конвенцијата, во членовите од 1 до 14 и протоколите, а не сите други. Нормално има и други права на конвенцијата. Има други видови на човекови права и права на граѓани и правни лица кои што конвенцијата не ги штити, бидејќи државите не се договориле да тој дел од суверенитетот го отстапат на Европскиот суд за човекови права. Недопуштеност поради суштина. Тоа е меритумот на предметот, кај што веќе, ако се запазени претходните критериуми, како што е прикажано на овој графички приказ, судијата поединец, кој што прв ќе дојде во контакт со апликацијата, го чита веќе нејзиниот текст и од прилика добива сознание зашто странката бара правна заштита. И ако види дека е таа очигледно неоснована, сигурно дека ќе биде недопуштена. Вториот критериум е недостаток на значителна повреда. Ова е релативно нов критериум за недопуштеност, воведен, пишува 2010 година, кој што укажува дека
Со мали работи Европскиот суд за човекови права одлучил да не се занимава, некои што се очигледно незначајни за исходот на споровите и може да биде основ за отфрлање. Да видиме сега кој може да биде апликант. Согласно член 34 од Европската конвенција, апликант може да биде секое лице, невладина организација или група на индивидуи кои што тврдат дека се жртви на повреда на една од договорните страни, согласно конвенцијите и протоколите. Тука е наведена е листата, значи станува збор за физички лица, правни лица, група од лица или невладени организации кои што тврдат дека биле жртва на одредени постапки на државата потписничка. Кај што сме кај жртва, теоријата подразбира директна жртва, индиректна жртва и потенцијална жртва. Кај директна жртва е очигледно, директна жртва е странката која што водела некој спор или била предмет на некој обвинение или имала некоја управна постапка и има право да бара заштита. Индиректна жртва е онаа која што од некој друг спор, кој што се водел меѓу други лица, станала жртва поради други причини, кои што треба фактички да ги докаже и образложи. И дефинирани се потенцијални жртви. Тоа вика, примерите се дадени во заградата, например тајна ПИМ мерка, одлука за бегалец која не е извршена. Тоа значи дека бегалецот е се уште на територија на Македонија, добил одлука да биде протеран или репатриран, меѓутоа одлуката не е извршена и судот ја прифаќа таа апликација дека е тој жртва и дека ќе го земе во предвид испитувањето на одлуката. Значи, некој ако бил жртва може и да го изгуби тој статус. Например, поднесена апликација за повреда на право на правично судење по член 6. Меѓутоа, во меѓувреме, странката добила ослободителна пресуда и веќе не е жртва и нормално последниот случај смрт на жртва значи прекин на постапката. Ова е суштината на апликациите за поднесување на апликациите. Претходните критериуми беа повеќе така од техничка природа. Прашањето е кога започнува подготовка за поднесување апликација пред Европски суд за човекови права. Подготовката започнува во онај момент кога странката поведува некоја постапка. Обично странките се правно неуки, без разлика кој образование го имаат, и не можат да бидат спремни уште при поведување на некоја постапка или на незин почеток да размислуваат за Европски суд за човекови права. Тоа го можат само адвокатите, кои што се полномошници на странките. Од своето искуство, полномошниците на странките можат да предпостават во кои аспекти на однесување на државните органи или судовите може да се појави евентуална повреда на човекови права. Најдобар, значи, имајќи го во предвид искуството на полномошниците и правната пракса на Судот за човекови права, полномошниците можат да идентификуваат, дури да испровоцираат до државни органи и до судови
ситуација во кој што ќе ги навлечат да направат некоја повреда на човековите права. Например, нашите процесни прописи не секогаш се усогласени со нормите и со судската пракса на Судот за човекови права. Кога се поведуваат кај нас постапки, странките се трудат да ја задоволат формата препишана во Законот за парнична постапка или согласно Законот за кривична постапка или управна постапка. Меѓутоа, нашите прописи, како што и претходно кажав, не секогаш се усогласени со тоа. Например, во управна постапка, иако во законот некаде стои, во пракса никој пат нема јавна расправа. Значи нема расправа помеѓу поединецот и управниот орган. И ние добивме еден случај таков, кај што после жалбените постапки се пожаливме дека ниту еден орган државен, ниту во основна постапка, ниту во жалбена, не закажал јавна расправа. И тоа би требало, како консеквенција на се, да има реакција од законодавецот и некои подзаконски акти или законски акти да ги адаптира за во иднина таква повреда да не настане. Сакам да кажам дека подготовката за Европски суд за човекови права започнува уште пред да се изгуби правото во управна, кривична или граѓанска постапка. Уште во текот на постапката полномошникот треба да иницира и да ги бележи на јасен начин со поднесоци и со изјави дадени на записник, барајќи ги своите права. Например, ако бара пристап до докази, треба за тоа да има писмена трага, дали во поднесок, дали во записник, за да може после да се жали дека немал пристап до докази. Зали ме разбирате? Ако бара можност и време за подготвување на одбрана со клиент кој што е во притвор, треба тоа да го бара, или ако не го добил, треба да го приговара на време за да има трага дека го барал и дека не го добил. Ако барал јавна расправа за некое прашање, а не ја добил, треба да има писмен документ дека ја барал, а не ја добил. Значи, никој нема да ви сервира готов случај за поднесување на апликација пред суд за човекови права, доколку сами не ги креирате основите и доказите за да ги употребите. Нормално ова важи во случај да странката има полномошник искусен и стручен уште од почетокот. Малку е потешко ако странката побара правна помош после завршување на сите правни лекови. Тогаш не можете да бидете креативни во создавање на доказите, туку можете само да се задржите, да работите со тоа што го имате. Кој што побарал, ако побарал, ќе го употребите. Ако не ново, не можете да создадете. Тоа важи во управна, во судска. Овде сум ставил прашалник, дали важи во изборна постапка. Противник во постапката е секојаш државата. Без разлика кој суд одлучил за правото што ни е повредено или кој државен орган одлучил за правото кој што ни е повредено, секогаш противник е државата. Нормално, во делот на апликацијата во кој што се ставаат факти, треба да се стави дека органот кој што
донел одлука против која што ние се жалиме дека е државен орган. Значи, ние не би можеле да поднесиме, без разлика што изгледа некој орган, може да изгледа како државен орган, меѓутоа треба секогаш да се има во предвид дали е или не е. Во смисол дали е тоа единствениот кај што се остварува правото или не е. Ако е единствениот, значи државата му дала некој легитимитет да тој одлучува по некој прашање. Ова го зборам затоа што има разни комисии, регулаторни тела, за судови и државни органи, министерства е јасно, меѓутоа стално има уште некој орган кој што е во насловот можда не изгледа како да е државен, меѓутоа нема друг, тој е. Постапката пред Европски суд за човекови права се одвива пред меѓународен суд. Важно за овај телоп е фактот што македонското законодавство допуштило дел од својот суверенитет на македонската држава да го пренесе за него да одлучува некој друг, повисок, значи супранационален орган. Сме му дале полна доверба и тоа значи дека неговите одлуки ќе ги почитуваме. Истовремено, Европскиот суд за човекови права јасно кажува дека одлучува само за значајни прашања кои што произлегуваат од повредите на човековите права, а не само за формални и неважни прашања на кои што странката би можела да поднесе некое барање. Така да тоа треба да го имаме секој пат во предвид. Моментално во Македонија, ако пратите информативни средства, во тек е постапка за избор и назначување на судии од Македонија, бидејќи секоја држава членка има свој судија тамо. Имаше конкурс и мислам дека тројца судии влегоја во последниот избор. Еден од нив е Наташа Габер, судија од Уставниот суд. Вториот кој беше Звонко Олам? Аха. Да, ги прифати како номинација и не знам како води процедурата. Сакам да кажам дека самата процедура што се спроведува кај нас и пред Европскиот суд за човекови права ги бара судии со посебни квалитети, значи како лични, така професионални, така и стручни. Тие се треба да бидат исклучително истакнати юристи, бидејќи од нив се бара мислење, да одлучуваат за прашања кои што можда и не дошли никој пат за одлучување пред Европскиот суд за човекови права и кај што ќе треба голема мудрост и правно знаење и визионерство и законитост за да можат да ги донесат одлуките. Затоа треба да имаме во предвид дека не станува збор за некој судија почетник што суди во основен суд. Треба да имаме во предвид дека апликациите ќе ги читаат исклучително стручни правници, юристи со изграден правен речник, правна терминологија и ние треба да се трудиме при пишување на апликациите да ја користиме нивната технологија правна онака како што е користена во нивните одлуки објавени на интернет и во публикациите. Значи треба да се трудиме да се издигнеме од
термините на кои што ги користиме од македонскиот правен поредок, кои што можда се некој пат тешко преводливи или непреводливи на правниот јазик на тие судии, или да побараме како тие ги превеле некои термини во поранешните апликации, ако можеме да најдеме такви. Значи, за да биде јасно, не можеме да се коцкаме со небрежно да пуштаме текстови со наша терминологија вообичаена, за која што не се знае како некој тоа ќе го преведе. Во нашата адвокатска канцеларија апликациите до Судот за човекови права се пишуваат на англиски јазик, директно. Правилата на Европскиот суд допуштаат да бидат напишувани на македонски јазик или на било кој јазик од држава членка. Меѓутоа, од претходно кажаните причини, ние се трудиме и до сега не сме испратили апликација на македонски јазик. За правници како вас, кои што сте дипломирале во претходните години, сметам дека не треба да е голем проблем да една апликација ја напишите на англиски јазик, без разлика колку таа да е долга, бидејќи сепак станува збор за вас познати правни факти, малку ќе треба да дадете напор да ги усогласите правните термини на legal English. Меѓутоа, знаете дека тоа ја забрзува и постапката и мислам дека ги зголемува малку шансите за односот кој што ќе го има тој првиот судија што е нацртан на првиот кат, по основ на допуштеност, а напорот ќе ви се исплати. За ова зборувавме претходно, значи случајот кога почнува да се спрема уште при првите процесни действија. Дури сега една тужба што ја поднесовме пред основен суд Охрид. Обично во тужбата на крај пишуваме материјално право врз основа на кое што е тужбата заснована и прво напишав неколку одредби од закон за собственост, ама после ги турнав сите надолу и број 1 ставив дека согласно протокол 1 од Европската конвенција државата е должна да даде правна заштита на правото на собственост и да обезбеди мирно владение на собственикот. Зошто го ставив тоа? Некако сакав да укажам дека се спремам, ако исходот биде негативен, укажувам дека ќе барам правна заштита и пред овај суд. А второ, затоа што таа одредба е дел од нашиот правен поредок, бидејќи тоа го кажавме претходно. Така да како и секое правно дело, поготово индивидуално правно дело, зборувам за тужба, жалба, поднесок, приговор, правен лек, мора да има фактичка и правна положба. Фактичка положба се фактите од кои што нема бегање. Фактите се оние непроменливи елементи од доказната постапка, кои што се однесуваат на докази, писмени, изјави од сведоци, судски одлуки, преписи и така натака, а правна положба е
повикување на одредби врз основа на кои што го заснуваме нашето барање. Во конкретниот случај правна основа е Европската конвенција. И судската пракса на конвенцијата, бидејќи таа е пишувана на поинаков начин отколку што ги пишуваат кај нас законите. Кај нас, ако сте приметиле, законите се поопширни отколку што треба, дури и членовите им се поопширни отколку што треба, дури и речениците им се подолги отколку што треба. Меѓутоа така сме научени да отворајќи го законот ги најдеме одговорите на сите прашања. Што се покажа дека е погрешен принцип, бидејќи што повеќе пишува, што стално праксата раѓа нешто ново што не е напишано и сите се блокираме. Европската конвенција е пишувана поинаку, пишувана е со кратки термини, релативно кратки термини, чии што образложенија можат да бидат огромни и судската пракса да биде огромна. Например, зборот fair trial е разработен во најголем број на судски пресуди од Судот за човекови права и анализирани и систематизирани во многу сегменти од тоа право што конституира. Така да ние мораме да се при повикување на правната квалификација треба да имаме во предвид во голем дел и праксата на Судот за човекови права, бидејќи без неа едноставно не се може. Знам дека е таа обемна, меѓутоа стално има и на интернет, има и вакви прирачници кои што ги издава Совет на Европа, кај што член по член се наведени фундаменталните елементи од секој член и релевантната судска пракса за почеток, значи тоа е за првично запознавање, за кој што мора да бидат ставени во апликацијата не само членот, туку и да се повикаме на некоја судска пракса. Така таа ќе биде побогата и таа укажува дека сме се спремале. Креира и теорија на случај. Ова е можда најтешкиот дел од подготвување на една апликација, кога јас сега би дал задача на една колешка, например, да речем, подготви апликација, бидејќи клиентот се жали дека немал фер судење, бидејќи немал пристап до докази. Значи, јас сум ја насочил работата на еден релативно краток и помал сегмент од судската пракса на Судот за човекови права и веќе во тие граници колешката ќе може да истражува, прашање на време и на енергија колку ќе има и колку брзо тоа ќе го направи. Меѓутоа, работата завршила тука. Многу е потешко кога размислуваме за што да поднесиме. Дали е само за, да речеме, пристап до докази или да бараме право на подготвување одбрана, или да речеме дека судењето било нефер поради повреда на принципот на нееднаквост на правни средства. Значи, треба да одбериме што е она најголемата повреда која што довела до губење на правото. Сега, по некој пат и често пати ставаме повеќе од нив. Како бекап верзија. Значи, ако не се уважи, стално се става прво она за што сме најповеќе сигурни дека може да држи. Меѓутоа, стално имаме кандидати за број 2 и за број 3. Значи, има и ваква повреда, можда 60%, третата веќе на граница на 50-50. Меѓутоа, тоа е теоријата на случај. Тоа се прави. Теоријата на случај се создава уз разговор.
разговор во канцеларијата, разговор со клиентот, разговор со колеги адвокати, се разменуваат мислења. Секој пат има некој да каже нешто друго. Дури и да сме 100% во право, имаме дилема дали имаме доволно аргументи за тоа, без разлика што изгледа дека е очигледно. И стално второто мислење, другото мислење, имаме интерес да го чуеме, за да тој ни биде коректив. Некој пат човек што седи од страна ќе ја разбие нашата субјективност и ќе рече: ти си субјективен, тоа не е така, што ако е вака или онака, што е секој пат корисно. Кога се зборува за теорија на случај, а тоа е баш ова што го зборуваме последниве неколку минути, репер би било ако ние можеме да го сведиме тоа во една реченица, како што е овде напишано. Зошто е тоа така? Има стара римска изрека која што вика лаконика бревитас, значи лаконска краткост. Дури и колешката Ќосева што седеше преска тука, завршила мастер студии негде во странство, и меѓу другото во академското пишување учеле дека треба да се водат од кратки реченици и од кратки фрази. Значи, кратката фраза или теорија на случај изнесена во една реченица е секој пат помоќна, бидејќи таа побрзо се изговара и побрзо допира до соговорникот и дава чувство на сигурност. Шо барам ова и ова, или правото ми е повредено заради тоа. И тоа е, значи, го насочуваш некој да ти одговори на нешто. А замисли да некој праша за шо си правел апликација. Па правев апликација, знаеш, таму тој немаше ни добар адвокат, па и беше долго во притвор, па и не му даваја ни докази, па многу висока казна му дадоја. И на крај ќе испадне дека од тоа нема ништо. Значи, соговорникот нема што да му одговори. Кога истакнуваш 4-5 повреди, а нема време за аргументација на сите нив, како да кажем. Нема време ни во апликацијата. Таа прво е концепирана да биде кратка и јасна, без разлика колку повреди има и без разлика колку страни можете дополнителни да ставате во формуларот за апликација. Како и да е, за секоја повреда треба прецизно и кратко да се наведе. Ако ги читате, репер за тоа би ви биле пресудите кои што судот ги носи. Пресудата има историјат, фактички дел, историја на донесени одлуки и така натаму. Меѓутоа, кога зборува за повредата на правото, тоа е еден пасус. Или ја има, или ја нема. Значи, таму кај што ги има еден пасус, таму кај што не утврдиле дека ги нема, пак е еден пасус. Значи, ние имаме само еден пасус да кажеме зошто сме во право. Без разлика што имаме колку сакаме страници плюс 20 да додадиме. Тоа е секој пат ризик. Некој пат е нужно заради број на одлуки или број на докази. Меѓутоа, тоа на страна. Тоа што го бараме треба да биде кратко и прецизно изложено за да го разбере секој. Не е лесно да се користи legal English и кај нас ние немаме едукација на факултетите во врска со тоа. Тоа е нешто што се добива можда со искуство, инстинкт или на предавање. Некако важно се укажува како важен фактор. Кои се релевантни факти
кои што ние прво што се факти. Факти се оние неизменливи делови од историјатот за кои што можеме да докажеме дека се случиле или не се случиле. Тоа се елементите без кои што не може некој да одлучи по правно прашање. Старите латини рекле дам их факт, дат tibi jus. Дај ми факти, ќе ти дадам право. Затоа, кога се враќаме на подготовки како да успешна апликација, кога почнува тоа, ние треба на време да ги создаваме тие факти, значи барам право, писмено, не ми го дале. Сум побарал нешто, не ми дале или касно ми дале. Тие барањата се факти. Значи правото сум го барал, судот не ми го дал, или државата не ми го дала, или управниот орган не ми го дал. Ама тоа треба да го докажеме. Затоа, обично, тоа важи за во судница. Нашите суди имаат лоша практика, која што мислам дека намерно ја користат. Ево колешката во судот во Тетово, кој што Тетово работиш? Без разлика дали е Тетово или... Кај кривичните суди сум приметил, кога нешто барам, тие воопшто не го запишуваат во записник. Дебатираат со мене, тоа после ќе видите, после ќе ти дадам, или за тоа ќе одлучиме покасно, сега друго работиме. Тоа им е нив. Тие многу добро знаат што треба да направат. Тие многу добро знаат дека моето барање треба да се запише во записник, бидејќи така јас докажувам факти. И умешноста на адвокатурата и на полномошниците токму тоа да ги презервираме фактите, да ги сочуваме од заборав и од губење. Тоа е начинот на кој што се создаваат факти, некој од нив. Нормално, факти има добри, лоши и неутрални. Добрите, што ќе правиме со добрите факти? Со добрите. Ќе ги искористиме. Ќе мафтаме со нив вака, ќе викаме ова ми се деси. Со лошите факти што ќе правиме? Ќе се обидеме да ги представиме како добри. Три варијанти имавме. Лошите факти ќе ги преќутиме, лошите факти ќе ги прикажеме како добри, лошите факти ќе ги оспориме, ќе ги разводниме. Да, јас мислам дека од лошите факти не можеме да избегаме. Како што ние ќе ги ставиме на бајрак добрите факти, државата ќе ги стави за нивните добри факти на листиот бајрак, ама тие за нас ќе се лоши. Ние не можеме да го игнорираме целосно нивното постоење. И треба, нема тука некое универзално правило како тоа се прави, меѓутоа целта треба да ни биде да ги неутрализираме. Или да ги направиме дека се спорни, како што рече колегата, во суштина, така најблизу беше до тоа јас што сакам да го кажам. Лошите факти ќе останат лоши и уметност е во историјатот на случајот да се прикажат однапред. Зашто се прикажат однапред? Затоа што ако се прикажат однапред, тогаш противникот ќе изгуби дел од амбициите да ги стави на бајрак, пошто ние ќе ги прикажеме однапред, ќе се потрудиме, значи нема да изиграваме ној што става глава во песок, туку ќе се потрудиме да ги неутрализираме или да ги направиме не толку важни за теоријата на нашиот случај. И нормално има неутрални факти. Неутралните факти, ето на телопот сум напишал дека треба да ги искористиме, бидејќи умешноста на создавање на апликацијата е токму тоа.
во тие неколку реченици да се искористат неутралните факти онаму кај што ни фали некој добар, или да ги искористиме за релативизирање на лошите. За ова нема наука, нема техника која што може некој да ви ја предаде целосно, тоа се стекнува со искуство и со дискусија. Значи, искуство, со сила не можете да створите искуство, ако го немате, меѓутоа можете да размените мислење со колега, со соседен колега адвокат, со пријател адвокат, со некој судија можда, со професор, без разлика. Ние разменуваме идеи по цел ден. Дури на кафе кога седиме, не значи дека само пиеме кафе, туку некој пат прашуваме: шо мислиш колега, имам ваков случај, имам ваков факт, еден многу убав, еден многу грд, што да правам со грдиот факт, и тој дури пие кафе, нешто ќе му дојде идеја. Не е тоа семинар да закажеш, тоа е живот. Размислуваш за проблеми што се наши од некој што сакаш да чуеш мислење, не од секого. И ова се моите искуства што можам во овај изминат час да ги поделам со вас.